професионален чатал, ке ти разнестави глава и органи утращи. Добро вечер, драги гледачи. Ви благодариме за поддршката што ни ја давате. Во оваа епизода, наш гостин ќе биде Ангел Драскачев, здравствен работник од Велес. Човекот кој застана во првите редови за време на ковид пандемијата. Ви ветувам одлично интервју. Уживајте. Добро вечер, Ангел. Добро вечер. Мило ми е што прифати да бидеш наш гостин. Благодарам на поканата. Хајде да почнеме ретроспективно, историски, од почетокот на твојата работа. Како ти се одлучи да влезеш во медицината? Прво да ви честитам на 1000 сабскрајбери. Ти благодарам. Вистина правите одлична работа со подкастот и мене ми е чест и задоволство што сум денес во вашиот подкаст. Ја ти благодарам и тебе на поканата. Јас сум Ангел Драскачев, за оние што не ме знаат. Дипломиран медицински техничар. Вработен во Велешката општа болница веќе 10-та година, чинам, 10-та година. Во претходниот подкаст малце го дискутиравме моментот со тоа како се одлучив јас за медицина, дека тоа па и не беше баш некоја моја желба, дека мојата желба првично беше правен факултет, знаеш. И Добро, кај вас фамилиарно тоа, нели, во медицината? Фамилиарно, да, само татко ми се двои некако, уште он остана некако, не го убедивме, еднаш многу пати му викам дај еден болничар да те направиме ако ништо друго, знаеш, да не се двоиш. Првично мојата желба беше правен факултет и кога дојде момент за да се запишувам средна школа, неќев да чујам за медицина. Имав некоја одбојност према таа струка и знаеш, седиме, разговараме тогаш со татко ми, со мајка ми, као што понатаму завршувам 8 одделение и нели треба полека да правиш планови за иднината, што би се определил и мајка ми спомна меѓу редови за медицина, неќев да слушам, значи кога ми спомна за медицина, као беше категорично не. И ми вели као добро, окей, знам дека сакаш правен факултет, меѓутоа ајде земи некоја средно стручно образование, као има и некој занает, тоа што не знаеш утре ден животот што ти носи, а после тоа на факултет кој ќе дојде оди на правен, нели, никој не те спречува, никој не те брани. Знаеш, размислив малку околу предлогот и викам, па добро, као идеја ми звучи супер. Ајде, викам, ќе одам медицина, па средно медицинска школа, па после ќе видиме што понатаму, нели, завршувам средно. Доаѓа моментов да се запишувам на факултет и ми викам на моје сега вие од тука натака не се мешајте. Јас се определив горе-доле што сакам да бидам понатака и као одам на правен факултет. Добро ми викаат, нели, твоја одлука. Се запишувам брат на правен факултет и тогаш беа ние тинеџерски денови, доаѓам у Скопје као студент, некако се удривме повеќе на журки, на забави, право неќе да чуе, разбираш. Доаѓа прв семестар да полагаме, катастрофа. Од 5 предмети сите 5 тумба, и тоа не да речеш со 1-2 поени за 1-2 бода не си земал пролаз да оно, не, катастрофа. И викам, знаеш, она старата чекајте малце другари, викам овдека нешто не валја, као не, сепак ми се смени таа перспектива, тогаш викам не, ја дефинитивно не сум за направен факултет, дај да видиме нешто со средна школа, као дај да се вратам таму, дај да се вратам во тоа во кое што сум најдобар. И така започна уствари мојата кариера пред 12 години, тогаш како волонтер во Велешката општа болница. Некои 6-7 месеца мислам дека волонтирав волонтер
отпосле испадна договор на дело. И ми испадна една прилика тогаш да отидам во клиниката тогаш на Филип II, денеска Жан Митрев клиник. Таму поминав неколку месеци, но не се пронајдов таму и продолжи во 8 септември, во градската општа болница 8 септември, каде што поминав скоро една година. И кога испадна конкурсот за вработување во Велешката општа болница, конкурирав и сум таму добри 10 години, редовно вработен. Започнав тогаш, памтам, на одделот за хирургија, а денеска сум на одделот за интерни заболувања. Да, така. Че тебе доста те поврзуваат работи со 8 септември, ама ќе дојдеме до и до тоа. Да. Можам да кажам дека мене сум емотивно врзан за 8 септември, тоа што буквално на вистинската моја кариера започна таму. Она се ми започна таму, али ќе кажеме и за тоа збор. Ќе дојдеме и до тоа. Кажи ми интересира со кои предизвици се соочи како надежен правник да се префрлиш во струката на медицината, со кои предизвици се соочи првпат на работното место? Иле види, не можам да ти издвојам некој посебен предизвик, ради тоа што кај нас буквално секој ден ти е предизвик. Секој ден ти е предизвик. Знаеш, доаѓаш во болница, ја облекуваш униформата и твојот предизвик почне. Предизвици имало разни, меѓутоа вага не можам да одвојам некој посебно кој што би ти ги кажал во овој подкаст, али можеби во текот на емисијата можеби нешто ќе ми текне, па ќе споделам вако. А нашата професија е предизвик буквално секој ден. Секој ден. Знаеш, ја облекуваш униформата, започнеш на работа и кога баш навидум сете изгледа мирно, сете изгледа тивко, баш тогаш знае да дојде нешто баш јако што буквално ќе ти го промени текот на целиот работен ден. Добро, дали имаше нели како што многу луѓе имаат проблеми или страв да гледаат крв или операција? Не. Дали имаше ти за? Не. На почетокот малце ми беше, памтам уште кога се вработив прв пат на хирушкото одделение, малце на почетокот, ко волонтер зборам, малце на почетокот ми беше шубе од повелешки шубе, знаеш, од рани, од отворени рани, меѓутоа ништо посебно не е да биде драматично да видам рана, па да паѓам у несвест, па знаеш, у глобала сум ги немал тие проблеми. Да, така. Зошто, например, ја од свој пример знам дека на себе било каква отворена рана или било каков зафат да е, немам проблеми да гледам. Али на друг, не знам зашто, али имам проблем да гледам дали отворена рана или... Па ти, брат, изгледа се чувствуваш повеќе со туѓата болка. Па изгледа, да. Не е единствен пример како овој твој. Сум видел доста често луѓе ќе видат на себе крв као не реагираат. Видат ли туѓа крв на страна, имаш тука колапс, па имаш, разбираш, се што си носи моментот, па добро, да, не, освестување и така натака. Не, фала Богу, не сум до толку за колапси за такви работи, или не знам, се сочувствувам, како што кажа, повеќе со другите и на себе ми онака. Као, било, а не било, се исто ми е. Не знам како да ти го објаснам тој феномен. Ја да речеме го, немам тој проблем. Немам проблем да видам крв ни на мене, а немам крв да видам ни на друг. Еден интересен факт кога сме кај крвта на мене на друг, иако сум здравствен работник, ја се плашам од игли. Кога ќе видам игла на мене да ме боцка, ми се крева косата. Ја денеска ќе боцнам 100 пациенти, меѓутоа видам ли игличка да треба мене да ми се земе крв, тоа е, што да ти кажам, драма. Не онаа колапс, меѓутоа ми е така, неубаво. Да, шо викаат, 100 стапа по туѓ грб не болат, ама по твојот ќе боли. Така, сега, ти си моментално председател на Балканска асоциација? Не.
председател на суд на честа на Балканската така асоциација. Можеш ли нещо по-детално да ни кажеш за тоа? Зашто знам сега пред некој време имавте семинар или Да, минатата недела имавме конгрес конгрес, да. во Струга, ќе стасаме и до тоа. Вака, Балканската асоциација на медицински сестри и медицински техничари е еден релативно нов проект, кој што започна чином во 2020 година и председател на Балканската асоциација на медицински сестри е магистар Горан Мошич, кој што доаѓа од Белград. Иако релативно нов проект, за доста кратко време проектот доживеа релативно голем успех. Кој ќе кажем успех, мислам на тоа дека за релативно кратко време успеа да ги обедини медицинските сестри од буквално целиот Балкан, безмалку цел Балкан. Мислам дека остана уште една или две држави кои што не се дел од Балканската асоциација. А кога сме кај судот на честа, тоа представува едно тело, да, македонски проект или не, тоа е тело во склоп на Балканската асоциација. Суд на честа или етички суд, ајде би го нарекол, кој што кажав, едно тело кое што будно го следи однесувањето на медицинските сестри на ниво на Балкан и нивното запазување на моралните и етичките норми кои што ги налага самата професија. Моментално го изработуваме кодексот на како да кажем, моментално го изработуваме кодексот на самиот суд на честа и кога истиот ќе биде готов, ќе биде презентиран во медиумите. За сега не би можел ништо подетално да ви кажам, ќе да знаете наскоро. Кога сме веќе кај моралното и етичкото однесување на медицинските лица, знаеме дека ситуација имало порано такви ситуации кај што медицинските лица биле физички нападнати од граѓани. Тоа не е реткост. Да, тоа не е реткост. Што е причината за тоа? Дали е однесувањето на медицинските лица, дали е нетрпеливоста кај пациентите, што е? Видиле. За жал имаме често такви случаи и за уште поголема жал повеќето од тие случаи поминуваат неказнето. Која е причината? Види, во секоја професија, значи во буквално секоја професија имаш исклучоци кои што едноставно не ги почитуваат моралните и етички норми. Не е само во медицината, во буквално сите професии. Но меѓутоа, колку и да некој, ајде да речеме здравствен работник, не ти се допаѓа или ти се испонашал лошо, мој став е дека насилството не е решение на тој проблем. Не е решение на тој проблем, затоа што сепак сме 21 век. И мислам дека тој примитивизам требаше многу одамна да изумре, меѓутоа не е реткост. Па ќе кажам, значи физички напади се случуваат буквално секој ден и тоа не е само случај, да речеме, во Македонија, тоа го имаш во целиот свет. А која е причината? Види, различни луѓе да прашаат, ќе ти кажат најразлични причини зашто се случуваат тие физички напади. Знаеме дека со новиве случувања, рецимо случајот онкологија, случајот модуларна болница и така натаму, и како довербата на граѓаните во здравствениот систем се намали. Да, ама тоа не е со последните случаи. Довербата е уште претходно. Меѓутоа со последните случувања драстично падна и онака веќе нарушената доверба. И мислам дека самата таа нарушена доверба допринесува некогаш до нетрпеливост. Ја ме боли кога на социјалните мрежи ќе прочитам коментари од типот на само ќотек за нив, мислам, не знам, премногу примитивно, и моје мислење е дека ниеден проблем
ниеден проблем не само во здравството не треба да се решава по пат на насилство, туку има институции каде што ти можеш да пријавиш неубаво однесување од страна на здравствен работник, или ајде не само од страна од било каков работник, ти имаш институции каде што можеш да пријавиш, да напишеш изјава и истата после тоа да биде процесуирана понатаму. А сега ти да земеш да тепаш некого, да му третираш по полека моци, тој човек е на некого мајка и тој човек е на некого татко, нели? Да. Знаеш како? Како што кажа дека постои недоверба во здравството, така мислам дека постои недоверба према тие институции што треба да ги решат тие проблеми. Добро, да не забораваме на крајот од денот дека ова е Македонија. Би ме чудило доколку има доверба во институциите. Али сепак мислам дека тој проблем треба да се решава институционално, а не со насилство. Да. И дека насилството, знаеш како викаат, насилството ќе роди ново насилство. Така да, за да се спречи сето тоа, моје мислење е дека тој проблем треба да се реши во институциите, а не ние да донесуваме пресуда на настаните или да земеме сега. Мислам, кај би ни бил крајот ако ние земеме сега да почнеме да го тепаме секој што нас не нервира. Ќе настане анархија. Ќе настане анархија. Дефинитивно. Затоа моето мислење е дека ништо не смееме да решаваме со насилство. Не само во медицината, туку во било кој сегмент на секојдневното живење, проблемите треба да се решат во институциите, а не со насилство. Дали мислиш дека докторите се недоволно заштитени, тоест медицинскиот персонал, во тој поглед? Да. Мислам дека не само што се недоволно заштитени, мислам дека медицинските техничари, медицинските сестри, општо здравствените работници се и недоволно признаени во своето општество. Не само што не се заштитени, туку и не се ни признаени. И баш поради тоа, еден голем дел од тие немили настани остануваат и неказнато. Јас имав една случка, на почетокот нели почнавме со случки, кога дојдовме до овој момент, јас имав една случка каде што буквално во одделот мене ми влегува со пиштол. Тебе? Да. И сето тоа остана неказнето. Нема да навлегувам, нели, заради професионалност, нема да навлегувам зошто, што, како, меѓутоа се деси да буквално ни влегува со пиштол и не држеа заложници пола сат додека да дојде полицијата. И кога дојде полицијата, буквално кога ништо да не се случило. На крај дури за малци ќе испадневме и виновни. И тоа верувам дека не било медиумски покриено, сигурно. Дека се затешко случајот и така. Нешто, што ти кажа пред малце, поради мојот професионализам нема да откривам детали поточно за тој случај, да. Само како пример ти го наложив дека стварно таквите случувања волен дел од нив остануваат неказнети. Значи буквално треба некој да биде убиен за да се покрене постапка и истиот тој да одговара. Па и тогаш дали ќе одговара? Па добро се, можда кабелот ќе биде крив, не знаеш, може се спретнал на кабел па се испукал 9 пати со пиштол, не знам. Тоа е Македонија. Дефинитивно. Ајде да го чепнеме малце проблемот за разликата помеѓу приватните болници и јавното здравство. Што мислиш? Дали докторите име желба да одат во приватно здравство? Прво да расчистиме една работа. Не зборуваме денеска за докторите. За медицинските сестри и техничари. Знаеш, за докторите оставам простор на кој ќе поканите доктор, пошто јас не сум доктор и немам право нели да не, јас како лаик затоа се изразив за докторите. Добро. Дали мислиш дека на медицинскиот персонал им е желба да работат во приватно здравство, во приватните болници? Види, кога зборуваме за мојата струка конкретно, за медицински сестри и медицински техничари, кога мислиме за одлив од јавно во приватно здравје, тогаш мислиме на докторите. Кога зборуваме за одлив на медицински сестри и медицински техничари, зборуваме за одлив во странство и во други индустрии.
Зошто? Точно е дека еден добар процент од ќе си дозвола малце луксус да кажем збор два за докторите, затоа што и они се дел од здравствениот систем, нели? Точно дека еден добар дел од докторите заминаа во приватно здравство. По кои причини ја не знам. По кои причини стварно не знам, меѓутоа дали е заради плата, дали е заради подобри услови, поголеми шанси за напредок. Меѓутоа да, докторите се одлеваат доста често од приватно, се одлеваат од државно. до микрофонот. Да? Добро. Доста често докторите се одлеваат од државно во приватно здравство. Што не е толку чест случај со медицинските сестри и медицинските техничари. Али ајде да го продискутираме малце приватното здравство. Вака, имав еден период од животот кога имав на некој начин шанса да бидам еден краток период дел од приватниот сектор, поточно работам во приватна болница. Разликата, види, и во приватното не е сјајно. Разбираш? Значи сега да има проблеми. Единственото нешто што јас го видов тогаш подобро во приватните болници е тоа што приватните болници вложуваат огромни средства во образованието, во едукацијата на својот персонал, вложуваат огромни средства во нивниот напредок, во нивното надградување. Точно во одредени приватни болници имаат и доста подобри плати за разлика од јавниот сектор. Конкретно, кога станува збор за одлив на медицински сестри, зборуваме за одлив во странство. Ретки се случаевите кога имаме одлив од државно во приватно, скоро и да нема такви случаи. Така да, за овој момент мислам дека ти е многу подобро да разговараш со представникот од лекарската фелера и тоа што овој момент е повеќе зачестен таму отколку кај нас. Да, значи што е медицинскиот персонал, значи сестрите, техничарите, одат во Германија? Па брат, види, нас Германија ни е буквално како ветена земја, што се вика. Знаеш како беше? Дали е признаено таму? Дали е признаена таму нивната работа? Апсолутно. И дипломите што ги не, трни од самите услови во кои што работат таму. Трни од самите финансии кои што ги добиваат таму за нивната работа. Сега ќе ти кажам, која е процедурата, да речеме? Значи, доаѓа, зема малце пракса во јавно здравство во Македонија, умеѓу време учи јазик, аплицира за виза, ја добива и он заминува во Германија, каде што не само што ќе биде добро платен за својата работа, ќе биде многу повеќе ценета. Знаеш како? Од државава не заминуваат медицинските сестри само поради ниските примања. Не. Точно да. Еден од проблемите се малите плати, можеби најголемиот проблем, нели? Меѓутоа, заминуваат, баш како што ти кажав пред малце, заминуваат за тоа што не се признаени. Заминуваат за тоа што заради тоа што не се препознаени овде доволно. Ајде да трнеме од главниот проблем, рековме од платата. Дали ти знаеш колку е платата баш овој муабет го отворивме со една колешка пред да доаѓам навака. Дали ти знаеш колку е основната плата на една медицинска сестра со средно образование која што оди само прва смена и има 30 години стаж? Основицата е минималец. 21 и 300-400 денара колку беше минималецот. Така нешто, не, околу 20 и нешто. Така, од февруари и плюс колешката моја е со 33 години стаж и плюс 5000 и нешто денари од стаж, тоа се некои 26.000 денари, што на оваа скапотија и на оваа инфлација што имаме денеска, реалната вредност дали е половина од таа сума. Така? Да, дефинитивно. И ние сакаме да сестриве да ги убедуваме да останат својата кариера да градат тука. Не можеш. Со таа плата, во тие услови, не можеш ти да натераш една медицинска сестра да остане да ја гради својата кариера тука кога знае дека на запад
ќе зима пута 10 од тоа што го зима, ќе биде признаеме, ќе биде почитувани и ќе работи во европски болници кои што нудат европски услови. Не можеме ние да зборуваме за квалитет во јавното здравје, во јавното здравство, кога во секоја една болница ти имаш моменти каде што вработените ги тужат работодавците. Тоа е сега нов тренд. Зошто? Која е причината? Како биле, која е причината? Значи, 20-30 години уназад, ќе ти откријам зошто се тие тужби, иако ајде, може би требаше малце да го преќутам овој момент, за да меѓутоа ајде ќе зборуваме на оваа тема, нека знае јавност. 20-30 години уназад тие биле плаќани со коефициент кој што гласи шалтерски работник, односно сестра во картотека. А таа сестра години наназад дежурала, одела ноќни смени, работела викенд дежурства, дежурала буквално по 24 часа, не се прибирала дома. И наместо да и се даде, да речеме, коефициентот по кој што треба да биде платена, не се ја плаќаат со коефициент кој што на некој начин ја оштетува финансиски. И сега, после толку години, на некој начин го откриваат дека се платени по тој коефициент и одата се осудуваат, мислам се осмелуваат на таков чекор да они мораат своите пари кои што им биле, кои што ги изгубиле години наназад, да ги добијат по патна тужба. И што е најдобро од сето тоа што они ги добиваат тужбите. И сега што се случува? Тужат за коефициент, тужат за бодови, тужат за хранарина, тужат за уште ред други работи и работодавциве наместо знаеш, извинувањето е доблест на големите луѓе. Наместо да седне да разговара со нив као чекајте луѓе, дајте да не биде на овој начин, извинете, ете се направила грешка, намерна или ненамерна, не знам. Дајте да најдеме модул, да се договориме како јас да ви ги исплатам тие средства, да не се тужиме сега, да не ја заглавуваме установата уште повеќе и да не ја носиме уште поголема загуба со судски трошоци и така натаму, така натаму. Он што започне? Он почне да ги тероризира. Као они се виновни за тоа што се оштетени финансиски. Почнува да ги тероризира. Почнува да ги преместува по други одделенија. Мислам, ова не зборам конкретно за мојата болница, зборам што сум слушал и од други установи, па и од мојата болница, кај што ја работам. Започнува да ги праќа по други одделенија, започнува да ги казнува, да им скратува дежурства, да гледа во еден момент дека и тоа не бива. И види сега колку е абсурдно, оди им вика, као дај бе, немојте да тужите, ќе го оштетите буџетот на болницата. Чекај бе, види Бога ти са, како тоа, 20 години, 30 години ти си го оштетувал мојот буџет. И сега ја треба да те жалам тебе, треба да го жалам буџетот на болницата за нешто што реално ми следува. Чекај, никој не бил свесен дека тоа се прави? 20 години? Па чим 20... Или кој имало нека свесно, ама свесно си причитувале? Види, дали некој свесно пречутувал или не знам. Битно се случувало тоа. А чим им требало 20 или 30 години да откријат такво нешто, значи дека нештото се правило свесно. Но меѓутоа било многу добро прикриено. И што се случува сега? Им вика као, дај бе, немојте да тужите, ќе го оштетите буџетот на болницата. Чекај бе, чекај ти 30 години си го оштетувал мојот буџет. Ти 30 години си двоел си крадел буквално од устата на децата на тие луѓе.
И сега ја треба треба да ти го жалам буџетот, треба да ти го жалам тебе, па снајди се. Снајди се, не знам, нека подигне установата кредит битно. Тие луѓе треба да бидат обештетени. Да, така. Има многу такви скандали што се случуваат во областа на здравството. Сега сакам да чепнеме уште еден од нив, а тоа е случајот со онкологија. Твоето мислење за случајот со онкологија. Сакам да слушаме мислење од здравствен работник. Филе, многу се плашев од ова прашање. Ти кажам најискрено. Види, случајот онкологија е Зашто е еден од најголемите скандали што излезе? Да, еден Македонија. скандал кој што реално не испотресе малце сите. На ова прашање ја ќе ти одговорам од аспект на човек и од аспект на професионалец. Од професионален аспект, јас додека не заврши она комисијата што е моментално во собрание, додека не се соберат докази, додека не се покрене обвинение, се уште не можам кон никој да вперам прст, ниту па некој да го обвинам. Види, нека не ме свати јавноста погрешно, значи не се трудам да оправдам некој, не се трудам да заштитам некој, баш напротив. Јас повикувам да се истражи детално тој случај и доколку има било какви докази за сторен криминал или злоупотреба на лекови или недозволена трговија со лекови, доколку се обезбедат било какви докази, јас го повикувам судот да постапи непристрасно. Меѓутоа, види, дека постои, дека се случила некоја глупост, се случила. Значи треба да бидеме луди за да речеме дека не се случило ништо. Знаеш како вика старите, кај што има чат, има и огин. Да. И тоа постојат сериозни индикации дека таму се случил некаков криминал. Една од најсериозните индикации е моментот со като системот. Мислам, нели, слушавме зашто служи тој като систем, дека е толку прецизен што сам автоматски ги одредува милилитрите на како беше. Ја немам искуство со като системи, меѓутоа од она што успеав да прочитам, видов дека като системот уствари сам ги контролира милилитрите и до последен милилитар ја дава дозата на онколошките пациенти. Сега тој като систем бил, кој што успеав да прочитам, бил набавен во 2017 година по цена, ако не се лажам, од 350.000 евро. Го набавуваат, почнува да се користи, успешно функционира, значи се е окей. И најнаш като системот се вади од употреба и се воведува стариот начин на дозирање на лекови, рачно. Сега тука се поставува прашањето зошто като системот е повлечен од употреба. Зошто? Која е причината? Значи, кој што кажа, тој бил исправен, бил ставен во посебна просторија и така натака. Чиме така, што ме така, значи, што ме системот исправен и се тоа, зошто е повлечен до употреба? Која е причината да тој систем се тргне од местото, се тргне од клиниката? И знаеш што е најболно во целиот процес? Што еве ги слушав исказите на министерот, нели, што е во овој момент и на претходните министри, сите се прават луди. Сите креваат раменици. Како може толку министри, толку менаџери се смени од тогаш? Сите министри да кажат дека јас не знаев дека постои като систем на клиниката за онкологија. Кој треба да знае? Јас треба да знам. Што немам никаква врска со онкологија. Ти треба да знаеш што немаш никаква врска со овакво како сегаше со медицина. Мислам, страшно. Ја имаше пред неколку години, не знам дали памтиш, уште пред некоја година имаше пишување од страна на онколошки пациенти на социјални мрежи дека знаеш, луѓето збореа дека ќе го тргнам малце понапред. Знаеш, луѓето збореа дека
укажува на тоа дека нешто се случува на клиниката за онкологија, меѓутоа не памтам сега моментов зашто пишува тогаш по Facebook статус и баш штета што уште тогаш тие луѓе не беа сватени сериозно и баш штета што уште тогаш не се отвори истрага за да се види, да се проверат тврдењата на тие луѓе. Тоа беше од професионален, а од човечки аспект јас можам да кажам дека сум крајно разочаран од тоа што го слушнавме по медиумите и што го испрочитавме на Facebook. И имав еден статус на Facebook напишано дека за овој случај судењето треба да биде исто како во Нирнбергските процеси. Без милост и да не биде пристрасно судењето. Значи, доколку се докаже вината, доколку се докаже било каква вина, јас мислам дека не би сакал да се мешам во работата на судот, меѓутоа мислам дека тоа е за секаква осуда. Нели, доколку се докаже било каква вина. И се надевам, значи искрено се надевам како граѓанин на оваа држава, како македонец, дека за прв пат после подолго време судството ќе постапи независно, ќе постапи непристрасно и дека политиката нема да замеша прсти во овој случај. Да, зашто имаше многу негативни реакции по Facebook, како што кажа по статуси. Да, читав. Практички многу од пациентите во тој период си го навраќаат филмот сега. Дека нивните блиски биле лечени таму без како што нели треба да биде тој процес нели на паѓање. Кога испадна тој скандал, кога испадна првпат тој скандал, или морам да ти кажам дека бев доста вознемирен. Значи прво за тоа што сум дел од фелата. Второ, можеби не треба да го зборам ово јавно, меѓутоа ќе го кажам. Знаеш, доаѓале кај нас пациенти, онколошки пациенти на мојот оддел, кои што носеле, знаеш, хемотерапија или цитостатик што им ја даден од таму да се пушти кај нас. Тоа се од еден или две врсти на цитостатици кои што може да ги пуштиме ние кај нас. И кога испана сето тоа, јас кога ги прочитав сите тие коментари, кога кажаа дека на луѓето им се давало физиолошки раствор или не знам што нели не можам да го тврдам, не сум бил таму. Првото прашање што си го поставив на себе, знаеш, чекај, што сум им давал ја на овие луѓе? И ме погоди, сериозно ме погоди тој скандал. Друго нешто што ми смета искрено околу тој скандал е што премногу се исполитизира. Нешто ме навраќа на не така одам на шарената револуција, она фамозна шарена револуција и некако глумците од таа шарена револуција со овие денес ми се исти, само ми се малце ребрендирани, разбираш? Убаво беше да се види собран народ на протест. Убаво беше, да. Знаеш, треба јавноста да изврши малце притисок врз државните органи за да се свати сериозно. Меѓутоа, еден протест беше онака спонтан и после тоа беше истиот киднапиран од страна на политички структури. Да, како и се во Македонија. Да. Буквално тоа ме навраќа на еден премногу болен момент за мене, што еве за прв пат јас одлучив да проговорам јавно за тоа. Се тоа ме потсеќа на 2015 или беше, не ме фаќа точно за збор, не знам, го памтиме случајот со малечката Тамара, така? Да. Ме навраќа на тој случај. Буквално уште ние не бевме свесни што се случило, надвор веќе политичките елити тогашни почнаа веќе да фрлаат со боја, па почнаа да се собираат протести, па да се демолирани Скопје и така натака. И затоа еве ќе искористам приликава да апелирам до политичарите. Не го користете случајот онкологија за собирање на политички поени. Еднаш се случуваше тоа пред неколку години со тие револуции, не знам таму што. Најмалку што сакаме повторно човечки судбини да бидат користени за политичко поентирање. Така е.
Сега да се навратиме на уште еден темен период од нашите животи, а тоа е коронавирусот. Твоето видување за коронавирусот нели беше и буквално во оганот. Во центар на торнадото. Меѓу првите доброволци. Да. Така да ни кажеш случки од тој период, како на почеток се гледаше тоа, зашто ипак нели првиот случај или нултиот случај, како и да се вика, тоа го донесе медицинско лице во Македонија. Тоа беше во Дебар, ако не се лажам. Па не знам, не беше во Дебар, на факултетот. Да, беше така беше на професорката или така. Да. Сепак нели тоа. Да, малце беше апсурдно. Почна од нултиот пациент со неа и се прошири. Почна од и најмногу страдаше медицинскиот персонал. Точно. Вака. Ова ми е тема зборена и секогаш ми е ајде да не се изразам погрешно, не драго, туку секогаш ми е како да ти кажам, добро е на моменти да се навраќам на тие случувања и така надам, чисто да се потсетам што не би сакал повторно во животот да проживеам и да видам, меѓутоа нели доколку морам би го направил тоа повторно. Јас го паметам првиот регистриран случај, не беше нултиот пациент во Македонија, професорката, она докторката или директорка што беше таму на некоја клиника. Не. Првиот случај во Македонија, јас го памтам точно, че тоа беше некаде февруар месец, 26-27 февруар, ако не се лажам. И паметам, веќе нели се зборуваше на големо за новиот вирус и така натака. Паметам, јас тогаш транспортирав пациент во Скопје на хематологија. И додека се возевме во комбе, не знам кој беше, дали шоферот каже, вика, случајов испанал позитивен, у Скопје, и онма тоа се рашири со брзина светлината низ медиуми и така натака, и се крена некоја паника уште одма од старт. И стасуеме брат на клиника околу 1,5-2 некаде беше, од тој период клиниката е најфреквентна. Имаш стотици и стотици народ, разбираш, че она буквално имаш место игла кај да фрлиш. Стасуеме на клиника празна. Клиника празна. И гледам вака, викам, не ми е заверување, не да речеш викенд или не, работен ден. Клиника празна. Живо пиле нема, саѓаш. Гледај, викам, една вест што може да направи, значи до кој степен е паника да клиника се испразни буквално веднаш. Одиме со комбе, знаеш, истовараме пациентов на хематологија, лошо се изразив, истовараме, знаеш. Одиме на хематологија, знаеш, го внесуваме пациентов во чекална и таму и става слика, разбираш, луѓе исплашени као леле доаѓа вирусот, па ова ти текне на песната од хорор Бишке, масакрче да буде. Разбираш, буквално луѓе ги гледам преплашени, ја викам сад, чекај, викам, ја ли сум луд, што го прифаќам ова како нешто ненормално, или се уште не сум свесен како ќе се одвиваат настаниве понатаму. Не знам дали ти текно, ние бевме убедени дека тоа ќе биде недела, 2-3 до месец. Да. Највеќе и као толку, ама ете не испадна така. Добро, тој страв нели доаѓа од едно од непознатото, а друго што коронавирусот беше од фамилијата на SARS. Да. SARS беше, ако не се лажам, 2002, така нешто. Да. Знаеш како? Најголем страв и најголемата паника тогаш беше, како што каже и ти, од непознатото. Знаеш, малце и тогаш и медиумите си има своја улога, као ја пумпа, работава постојано, па знаеш како ти пренесува медиумите, само ќе се насмееме. Медиумите пренесува као да во болнициве
луѓето заболени од корона се зомби што од газовите пукаат огнени топки, ме разбираш? Значи вака најпластично. Ќе се извидам на публиката што мора вака, меѓутоа на тој начин ја представува медиумите ситуација. Добро, И оно почна- буквално првите заразени, не знам дали ти текнуе првите заразени беа буквално линчувани. Ти текнуе линчувани беа, као па не знам, па вакви се, па такви се, па ова се, па она се. И сето тоа мислам дека беше една сосема непотребна работа. Мислам дека ај што беше стравот од непознатото, меѓутоа и медиумите тогаш си ја одиграа својата улога во Добро, па ваквото. нели имаше некои кажувања дека мртвите починатите од коронавирусот треба да се стават во лимен ковчег и такви некои работи. Демек мислам и дека се да не се шири. Мислам дека и се практикуваше тоа или Ама на почеток може. не знам, да не навлегувам у детали што не ми се познати мене. Меѓутоа мислам дека тоа се практикуваше кај починатите кај кои што беше диагностициран COVID-19, мислам дека да, тој беше протоколот, сега нели не учествува во процесот на закуп на пациенти. Мој беше моментот на грижа за тие пациенти, али мислам дека протоколот беше тој во лимени ковчези. Што знаеш како се пуштија многу теории на заговор. Тие теории на заговор, тоа Што уште викаш? не се изначитав. Значи, буквално, еве сега што ти го кажав примерот со зомбите. Значи, Тоа, да. буквално што не се изначитав. Значи, не знам дека таму као се викаше дека во црните кеси тоа не биле мртви луѓе, биле партали, па тоа било само види, Па дори толку екстремно идеше што имаше и пишување дека треба да се кремираат тие луѓе. имаше, значи све живо и диво се пишуваше тогаш и тоа што ти кажа пред малце, значи медиумите малце ја пумпаа работа, малце оние теоретичари на заговор, они па што ја ти кажам, па чипирањето, па имаше, леле, памтам една слика. до тој момент со чипирањето. Памтам слушај, има една слика ти текнуе леле просечен македонец што ќе ти каже Бил Гейтс сака да не чипира. Од кој филм беше, од Avengers ли беше, не знам, оној со имаше медальон тука и Iron Man. Iron Man, Avengers, да, Iron Man имаше медальон овдека и некој на зафрканција на Твитер пишал као еве доказ дека Бил Гейтс сака да не лако да не чипира. Ти знаеш и колку шерови имаше на Facebook слика, луѓе загрижени, готово Бил Гейтс сега тука ќе ни прави, тоа ќе ни прави. Што да ти кажам? Искрено, дај Боже да станеме свите како Тони Старк. Дај Боже. Да се навратиме на тоа со короната. Ти беше меѓу првите, како што кажа, доброволци. Точно, меѓу првите доброволци што доброволно замина на фронт. Са другар ми ке се надоти ке рече као раскажуваш кога да си бил во војна, али Добро, ова беше еден вид војна. Па, кој зависи, со невидливиот непријател. Со невидлив непријател. Да, зависи кој како го доживуваше. Види, ја тоа лично го доживав како моја обврска. Иако сите ми викаа као, добро бе, што ти е со доброволно пријавување? Нели ти е страф? Што да ми е страф? Да, мислам, види сега, да не се правам јас тука сандокан, значи така ми беше и мене малце шубе на почетокот. Сега, знаеш, малце би било глупо да кажам, ете, сите се плашеа, ја бев ура. Не, ми беше страф и мене на почетокот. Значи, искрено брат, ти доаѓа нешто, ти ја пумпаат тука работа, ми беше шубе, не дека не. Меѓутоа, откако влегов во карантините, видов дека уствари тоа се луѓе како и сите нас, на кои што им треба помош. Сега, нешто си помислив ја тоа, шикам, ако ја избегам од оваа ситуација, па дај тогаш да земам диплома, да си ја искинам, да ја фрлам и да идам да работам нешто друго, не знам. Да видам. И првично бев ангажиран со доктористе Катраджиев. Ја користам прилика да го поздравам. Од голем професионалец и лично мој многу голем пријател. Бевме ангажирани првично во хотел Монтенегро во Велес.
Ти текно дека на почетокот иселениците беа носени од странство, па беа сместувани 14 дена во карантин, па Во хотелите во хотели, нели, па беа таму им беа панорама вршени надвор од градот. Така. Па им беа вршени прегледи и така натака и така. Мојот прв ангажман беше во хотел Монтенегро Велес, кој што беше тогаш направен државен карантин. И поминавме еден добар период таму со доктористе и беше стварно напорен период, знаеш зашто? Си завршил со дежурство, од ноќна смена, нема дома одење да спиеш, туку ти продолжуваш директно, знаеш дека се валјат истасуваат 200 нови повратници од странство. Идеш сите 200, можеш да ги анкетираш, можеш да ги прегледаш, тоа беше дело да речеме доктор Ристе, мојот дел беше да измерам витални параметри, да измерам температура и сега на 200 души на секој одделно температура, пулс, оксигенација, така натаму. Па беше напорно сега, да не се лажеме. Заврши тој период и првиот ангажман, да речеме, во ковид центар ми беше кај нас во Велешка општа болница, во инфективното одделение, кој што тогаш беше, нели, претворено во ковид центар. Кратко бев таму некој месец дена и тогаш следуваше повикот од Скопје. Следува оние ротации кои што ги одевме тука во Скопје и за таму бев прв пријавен доброволно. И од нигде никаде, знаеш кога си седам дома, тој ден бев слободен, седам дома и звони телефонов, Ангел Шопреш, знаеш, ми се јавува тогашната шефица на одделение, Ангел Шопреш, добар ли си? Да, викаме, по дома нешто. Чепкам и слушај, те одбрава да одиш во Скопје. Викам, каде бе во Скопје? Што ќе правам во Скопје? Абе, 8 септември, нели, вика, за ротација. Викам, да. Па, добро, викам, ајде. Нека Ирлија, што да ти кажам друго. И се смее, како ме така викаш Ирлија, нели ти е страв? Са страв, не страв, битно сум се пријавил. И добро, биди спремен за 2 сата, ќе дојде кола да те земе и ќе одиш, нели, ќе распореден си таму во 8 септември. Почнувам да се спремам, разбираш, шо попрво за 2 сата, разбираш, нели, не е малце таму, треба да видиш првично 3 недели, па за 3 недели да совереш алишта, гардероба, униформи, па ова, па она. И доаѓа мајка, видиш, влегува, кај се спремаш, бе, полициски час е надвор, будало. Викам, ми се јави, ја идам за Скопје, неш, заминувам за Скопје. Како реагираат? Брат. Татко ми душе е малце подсврст. И, знаеш, има поминато неколку воени конфликти и е отрпнат на сето тоа, знаеш. Он не дека во себе не се грижи, меѓутоа е малце карактерна човек што успешно некако ги прикрива емоциите и само ми вика, као, добро, мора ли да одиш? Стварно, викам, мора. Па добро, ми вика, ајде. Само врати ми се жив и здрав. Ништо друго, не барам, нема тука ни да правам драми, ни ова, само врати ми се жив и здрав. А мајка ми реагираше малце бурно. Знаеш, и она е медицинско лице и видела доста повеќе од мене, знаеш, што викаме во Велес треба да изамуше неколку леба, треба да износам, да искидам неколку вакво парачевли, да изедам неколку фурни леб за да бидам за да го имам барем приближно нејзиното искуство и реагираше доста бурно. Меѓутоа на крајот ти реков, као, добро бе, ако биде секој што треба, ќе си видиме. Ама што е тоа што треба биде секој што треба? Ја гледам, па да останам жив. Како да ти кажам са, ај се трудам, нели, да не вакво, да не вознемирувам уште толку со мои зборови, меѓутоа на крај, па за да останам жив. И викам, слушај, дај, викам, да скратиме сентименталности, дај да скратиме, викам, знам дека си загрижена, знам се, дај, викам, помогни ми да се спремам, жено, немам време, викам, имам уште саат и пол додека дојде кола да ме земе. И така помина моето заминување во Скопје, знаеш, реакцијата на моите родители беше таа, и знаеш, тасуеме во Скопје, брат, ти спомнав малце на почетокот на емисијава дека сум емотивно врзан со
градската општа болница 8 септември, и тоа што буквално се ми почна таму. Моите баш на почетоци на мојата кариера беа таму. Таму за прв пат бев самостален во работата, таму за прв пат сам се соочив со предизвици што ги нуди професијата, сам буквално го осетив стресот што го нуди нашата професија. И за стасуваме во 8 септември, мене беше жалко го ја видов болницата во какво издание беше тогаш. Од први до последни таму до 8-9 спрат, она претворено во карантин. Да, пошто нели имаше недостаток на места, на кревети, на такви ствари. Да, баш. Затоа и беа изградени тие модуларни болници. Да, баш беа точно така, беа изради тоа беа пуштени нели во употреба модуларните болници, меѓутоа модуларната болница е малце подоцна. Во 8 септември памтам поминав 3 недели. И од 3 недели, знаеш, од 3 недели колку и да е сето тоа лошо, сепак таму си со луѓе со кои што го делиш денот, разбираш, делиш иста мака, делиш исти проблеми. Делиш исти леп и ти некако се приврзуваш за тие луѓе. И викам, или сум, ја викам, премногу луд, што не ќе да си одам од тука, или стварно е толку убаво тука да се работи, и се јавувам у Велес во управа, викам, ја останам уште 3 недели. Тоа сега да те прашам, 2 пута беше или... Да, слушај. И викам, ја останам тука уште 3 недели. Како бе, дај примери се човече, вика, као, сите бегаат, никој не ќе дојде, а ти вика настојуваш. Останам уште 3 недели, крај на приказната, не барајте друг човек, еве ја ќе останам. И останам 3 недели и се јавувам на мајка ми, тоа као, ало, она веќе одма известена меѓу време, не поминали 2 минути, човек, шпиони су меѓу нама, разбираш, одма известена. И ми се јавува и вика, знам, шо знаеш бе? Па дека остануваш уште 3 недели. Дорекам нешто да кажеш во врска со тоа, што и да кажам, знам дека нема да послушаш, шо знаеш прај. И само викам, нели, врати се жив и здрав. И минати тие 3 недели и се јавувам неш, онака, као другиот ден треба да си доаѓам дома, се јавувам на мајка ми, значи нема си ми кажал дека остана уште 3 недели, ми викам, не, крај, као, се враќам веќе дома, доста беше. И додека бев таму, не осетив, да речеме, ни проблеми, ни вистинските проблеми, ја врат ги сетив кога се дојав дома. Не знам дали го слушаш излагањето на еден професор што мислам дека на Чепреганов, ако не се лажам, или кој беше, што кажа дека после пандемијата со ковид ние ќе се соочиме со пандемија на психички расстройства. И за мене доста тежок беше периодот откако се вратив од 8 септември, ради тоа што осетив дека тие 6 недели кај мене си оставиле последица. Да, што секојдневно се соочува со починати, со тоа согорување, тој обем на работа, тој стрес кај мене си остави во тој период една мала последица. Првично се соочив со еден вид несоница. Знаеш, да легнеш да спиеш и најнаш као да ти текнуе на поздвоениот синдром, на виетнамскиот синдром на повратниците од Виетнам. Да. Буквално не само ја, еден добар дел од колегите се соочувавме со такви проблеми. И си викам види Белја, како да го надмина ова се, имам 2 опции. Да се пијанчам и да почнам да се дрогирам за да бегам од реалноста. Уствари 3 опции: да одам на психијатар да ми препишуе лекови, или трета опција, стариот добар начин за бегање од реалноста, планина, спорт и така натака. И си викам, првите 2 не идат у предвид. Почнав со планинарење, почнав со активно занимавање со спорт и полека некако успешно ја избегнав заканата која што се доближуваше на кај мене. Мине, знаеш, времево, мине периодов и следува нов повик, некаде како беше септември месец, следува нов повик, Ангел треба да се оди на клиника. Колку време? 3 недели. Добро. Ајде, викам, ќе одиме.
Нели? Кога веќе сте ми се јавиле, глупово е да ве одбијам. Да. И 3 недели поминав на клиника, таму до душа поминав релативно полесно отколку што поминав во 8 септември, тоа што веќе беше се познато, веќе беше се видено, не беше веќе ништо ново. И враќањето од клиниката за инфективни болести не ми беше толку драматично колку што ми беше од 8 септември. Па кога се врати во Велес, памтам продолжив тогаш на инфективното одделение, повторно во ковид центарот, па се отвори модуларната болница, па продолжив во модуларната болница и на крај, откако се заврши среќно, кога среќно, сега да не видам погрешно сватен од публиката, кога пукна војната, емисијата. кога на Путин му текна да нападне Украина, кога уствари ја излечи на короната на некој начин, се смеам. Не, кога заврши, да речеме, пандемијата, кога беше прогласена за завршена, горе-доле сите се вративме на своите матични одделенија, јас се вратив на интерното одделение и еве до ден денеска сум таму. Тоа беше накратко со тој тежок темен период кој што го кажа ти со ковид пандемијата. Имаше доста предизвици, знаеш, на моментот кога се беше тоа непознато, предизвик ти беше ти да облечеш скафандер, разбираш? Значи самото облекување на скафандер тебе ти беше предизвик. Предизвик ти беше да испаднеш да влезеш во карантин. Најголемиот предизвик беше да си отидеш дома, бе, брат. Најголемиот предизвик ти беше да си отидеш дома, знаејќи дека дома имаш родители, дома имаш фамилија. Знаејќи дека конкретно и мајка ми и татко ми се веќе возрастни луѓе во години. И двајцата се, нели, со болести што си ги носат годините. Ајде, татко ми од душа не, меѓутоа мајка ми е со притисок, со ова сона и тоа ти е најголемиот предизвик, као ако сега ќе си отидам дома, што ако им пренесам нешто на моје. До глобалот тоа предизвици други, да речеме во склоп на работата, имаше многу. Имаше многу смешни ситуации, имаше многу интересни ситуации. Меѓутоа, ајде, да не после емисија ќе се споделиме по нешто, да. Не е се за јавност. Дефинитивно. Да. А кога стигна првите вакцини, нели во Македонија, не зборам за таа група што идеше преку Србија у пакет. Така, она со медиумски со се. Да, зборам за поголемата количина на вакцини кога стигна, нели кога излегоа првите тие теории на заговор, дека не чипираат, дека не знам вакцината содржи ова или содржи тоа, па дали е подобра кинеската или руската или америчката. Така, јас се пелцував со кинеска, брат, само добро е лиѓак, не изедов до сега. После кинеска вакцина се зезам. Не, каква беше заинтересираност? Пошто знам дека беше така паѓаше, па растеше. За вакцинирање, за интересираноста. Каква беше? Но види, не работев со вакцини, немав таква статистика каква е заинтересираноста за вакцини. Јас само знам дека темата вакцини тогаш малце направи на некој начин хаос. Буквално. Првично од страна на влада и на министерство некако многу беше лошо спроведен начинот на вакцинација. Она со притисок, со ова сона и самиот, знаеш, ние македонецот, односно балканецот ти е роден за инат. Ако нешто пробуваш да му го дадеш на сила, нема да го прифати. Луѓето беа скептици за тие вакцини. Можеби на моменти сум бил скептик и јас. Нели, можеби, велам. Секој нели човек кога треба нешто да прими, да истражува, размислува, чита и дали беше заинтересираноста на луѓето и какво беше заинтересираноста, искрено ти кажам, за таа статистика, за тие бројки најдобро да разговараш со медицински лица кои што го водеа процесот на вакцинација. Дали биле вакцините добри, дали биле лоши, дали биле чипови, дали биле...
Тоа ми е посебно моментот од чиповите, тоа ми е толку смешно да го дискутирам и толку ми е несериозен тој момент за дискусија, знаеш. Ајде, батали, дај премери на друго прашање, да не ја тупиме со вакцинера и тоа што до утре со Вале нема да се докажеме ни со јавноста, ни јас со сам себе нема да се докажем до утре со Вале кога станува. Добро, уште нешто ме интересира. Дали ти беше страв кога прв пат се вакцинираше? Пошто нели вие медицинските лица се вакциниравте меѓу првите? Ја меѓу последните се пелстрав, право да ти кажам. Значи ти беше малце страв. Шо знам, малце бев скептик. Малце бев скептик. Имаше тоа се вакцинира, после става лажичка, па лажичка. Ајде, тоа беше циркузи, па лажички, па не знам, па таму уше не. Ми беше малце страв. Два пати или три пати вакцинира? Два пати. Со кинеска се кој бе оние две врсти на кинески имаше, оние вторите што дојдоа што викаа као вие се слаби, не се толку по здрави овона. Синофарм и Синовак не беше? Синовак. Да, со Синовак се пелцував јас. Ми беше малце, знаеш, шуе, знаеш, нормално да ти е страв, бе, брат. Нормално да ти е малце страв, треба да примиш нешто од тебе, а си викаш сега, знаеш, колку и да не сакаш, колку и да го одбиваш колку и да ги одбиваш тие теории, заговор, чипови, па не знам, лажици, ставање, па сакал или не, малце ќе допре тоа до тебе. Тоа на крај викам, па ајде, одлучив да верувам на науката, се вакцинирав, дали сум бил во право или не, ќе покаже времето. Ангел, ти благодарам за гостувањето. Веќе саат и кусур направивме. Ова е твојата област, тема каде што може да зборуваме уште 2 сати, 3 сати. Да, бе. Ама ќе оставиме за некоја следна епизода. И ти благодарам на поканата. Јас се надам дека моето следно гостување ќе ви честитам за 10.000 субскрајбери, па после тоа ќе ви честитам за 100.000 субскрајбери и се така до милион. Ти благодарам. Фала ви на вас.